бидејќи се повлекуваат македонските регрути, каква е тогаш компонентата на JNA во Македонија? Тие се војници всушност кои се од чии републики се тие војници што се во Македонија? Сите републики имаме тогаш. Се уште се од сите, така? Да. Не, па и се уште се, да. Па затоа ви викам, ние требаше... Без предпоставам хрватски и словенечки. Па да, да. Иначе нашите обично беа хрватска, еден период, они малку почнаа да оставаа повеќе по своите републики. Едно време вие не можете да видите македонец во Македонија. Да, одеа таму, да. После 10%, толку мислам дека, ама тоа беа Но ова е бидејќи веќе почнаа војните, во Хрватска почна така. Да, предпоставам дека веќе регрутите во Македонија беа немаше предпоставам словенци и хрвати веќе. Да. Веројатно. Па ние заменик командантот, тој генерал Троха беше словенец. Значи Се уште беше тука, така да офицерите беа сите од друга националност. Да, се уште тоа не беше решено целосно, да. Да. И сега прифатија да преговара и сега ова сакам да го објаснам. И рекоа 21 февруари доаѓаме на разговори у Македонија. Морам да скратам, тоа е многу тешка ситуација. Разговорите почнува веќе 11 сата на водно. Во 9 часот е закажано средба со начелникот и веде сојузниот секретар за одбрана Благоје Аџич. И сега, јас одам во кабинетот на председателот, сме и тргнуваме наваму, и сега мене ми викаат дека ние сме биле многу наивни. Тука нема што тенк да има да те однесе, па ништо не може да направи. Тоа е одма. И ние, председателот Глигоров беше многу така непредпазлив човек за многу работи. Мислам се однесуваше многу човечки. Отворен, да рече. И рече, министре, ајде си одиме пешки. Он вика, ти си помнат, вика, ја сакам пешки да одам, ти не ја му реков председателот да не префрлат до тамо, до домот, до ова, беше лошо времето. А од каде до каде? Од собранието до домот на армијата. До има можност тука, до влезот. Да. Ќе одиме, сега ја не можем да му преречам на него. Да. И ние кога излеговме од собранието, верувате или не верувате, председателот не знам од обезбедувањето дали имаше некој со него, ама тоа цивили беа 2-3 луѓе, тоа нема. Налета една група, ти после разбравме, таа се викаше Нишка препадна бригада, ја викаат. Околу 40 луѓе кои дојдоа со Аџич. Аџич е во македонската соба и тамо не чека. Знаете, таа у дома на армијата и таа ја сонувам и денеска соба. Веќе тамо многу работи се случува. И сега одиме ние сите тамо, односно со председателот, и нас не заобиколија, буквално не турка, значи како, да не употребам лош збор. Значи не турка, јас и викам на нив. Абе, јас малку кочев заради председателот, бидејќи е греото, викам, постар човек е, оди човекот, само по некоја пцовка можеше да се чуе, и не втера у домот на армијата буквално само уште што немавме лисици на раците. Јас правев напори да биде тоа покултурно за председателот, но силата е страшна работа. По скалите, тие се многу тесни скали, веќе на втората скала, пошто председателот ќе се присопне, такви се скалите, јас подзастанав да он помине па да одиме по него. Јас буквално бев удиран со тие што ги имаат они тие кратки автомати, бев буквално удиран од двете страни и ми велат ако застанеш уште еднаш, тука ќе останеш. Абе викам јас не останувам, пуштите председателот сепак е шеф на држава ово, ама како шеф на држава ово, и се качеме горе, тоа беше една многу не. Сега најголем што им била целта, веројатно да ви направат притисок, да ви исплашат. Да не исплашат, тоа беше психички. И кога влеговме, тој седи на масата со тие жолти палети, очите ги исптаја нови некои, и ние влегуваме тамо, ние од тоа што одевме натаму, беме позбунети малку. Али не е важно, се поздрави они и он на место дели, да рече седнете од дома на армија, беше се уште нивни објект. На армијата уште не беше презена. И вели, му рече дека ти, Киро, забораваш многу работи, 50 дена јадеше леп во Белград, ние ти го дававме, беше ти добро, сега прукаш на нас.
Ние тоа нема го дозволиме и вели, мене ме пратија кругови од Белград да дојдам да поапсам тоа сепаратистичко раководство во Македонија и да расчистам да се вратам за Белград. Ние останавме без текст, не знаете што да правите. Јас велам, генерале, ние имаме во 11 закажено разговори на вилата на водно за иселување на армијата. Он ми вели, ти да ќутиш како иселување. Армија не ме иселува. Се случи како се случи, имаш уште една навреда кон председателот, тамо ја дадоа и кога си тргнуваше за Белград вечерта, кога го носеа за аеродром, рече, ако не послушате тоа што ви кажав, уште ја командувам со военото воздухопловство, прво ќе ја срамниме со земја резиденцијата на председателот, па на министерот за одбрана, па собранието ќе ви го радиме и така натаму. И ние сега стварно не знаеме натаму дали ќе се одржат разговорите, дали нема се одржат. И едно време добро, тоа заврши колку еден саат, тоа не беше разговори, беше вреѓање ово, и така го смируваше, знаеш. Он имаше една многу убава тактика и таа не многу излечуваше. Ние побевме прагматични од тоа, тој знаеше да и на него му се љутеа некои како Клюсев, Андов и некои други, он не ги напаѓаше, не ги се спротиставуваше. Ние чекавме некој пат да не одбрани, пошто нас не третираше како аматери, не зборува, како ја не смеев предив да кажам дека сум министер за одбрана, тоа не признам. И добро. И тука има и уште една наша работа. Вие ако сте ги гледале снимките, сигурно ги има тие. Јас председателот го значи отиде од собрание да го носат за водно, а јас со колата тргнав. Значи сепак разговорите ќе се одржат. Ќе се одржат, тој не ги ама ти кажува дека дојдов да ве изуосам. И сега, а јас пак требаше да го соберам началникот идем. Арсовски. Одиме, кажаа дека не е на работа, ден-два не доаѓа на работа. Како бе разговорите овона? Нешто не бил добар и му викам на возачо вози, тука живее на аеродром, вози дома, со мене беше само едно момче, Благоја се викаше, и одиме тамо и му викам на тој Благоја, ајде оди викај го генералот, кажи дека сум тука, одиме, во 11 почнуваат разговорите, тој одби не дојде. Не дојде. И не дојди, ние беме сами, ретко кој генералот Трајчевски кој беше на територијалната одбрана дојде, меѓутоа тој не се умеше у разговори. Тие за нив кои ќе го видеа, аѓе сите ќутеа. Ние останавме скоро сами у тоа. И тоа на две страни се направи тој договор. Немаше ни еден збор да се потпише некој документ. Некаде кај 5 саатот, некој да зборувам, околу ручекот, поручекот настане на друга атмосфера, таа не е фер да ја коментирам. Тој нешто спомна, некое специјално вино од некаде, од ние направивме тоа, го донесоа, го најдоа и тука и почна он нешто да се сеќава за штип, не знам за ова, за ова. Аджиц. Да. И малку се помекна, да речеме. Не, ја мислам дека да, и он беше и у Грч, знаете, тие, они у војна. Да. И едно време вика, дајте тај папир да потпишам и да идам. Каков папир, јас имав тоа направено на 4 страни платформа за разговори, за тоа разговор, тоа треба договор. И на брзина седнаа луѓе, седнав јас, седнаа други луѓе за 15 минути на 2 страни, има 16 точки. Ние ги знаевме како треба се откуцаат. Да, треба да се стават на хапи. Да. И ние гледаме дали ќе потпише он, нешто кажува, ќе ве апсам, ќе ви направам тоа. Ти бре, одак, за мен велеше од кај најдовте филозоф, министер од филозофски, па цивил, па ова, па она. Но добро, се одеше како што треба. И го потпише договор, ама тргнуваме настрана и му вика на председателот и мене, пошто ние беме главните преговарачи. Значи, ова иде у фрижидер. Договор не сме да се објави додека ја не кажам. Ако договор го објавите, значи, сметајте дека авиацијата ја дигам и Скопје го рамнем Словенија. И добро, одлета он, ние се исконсултиравме тогаш, тука имаше дипломати од Америка, од ова, јас комуницирав со 20 луѓе од нив и други. Они кога слушнаа дека е потпишат, они се израдуваа. Вика, како, вика, фриждер, како, викајте конференција за штампа и објавете го додека Аџиш не е слетел у Белград. И ние тоа го направивме.
свекавме конференција, кажавме се најдобро, заборавивме тие глупости. Да, навредите. Тоа не ги спомнавте тие. Потпишан договор, направено се што треба, од утре почнуваме преговори за иселување на ЈНА и така натаму. И они викаат, сите од амбасади колку дојде и другите, викаат, тоа назад не било, вика шом се објавија и странски, како се викаат тие агенции и така натаму. И тоа е ден од девеќе кај што они немааше каде веќе. Ама, во договорот има еден детаљ кој што јас попуштив тука, не прифаќа иселување на армија. Ти бараме збор. Збараме како збор. И не знам како нагаѓање тоа во она, викам, наш збор е дислокација ако може. Стави дислокација. Значи, ми се дислоцираме, а ако треба, да се вратиме. Да се вратиме. И у договорот стои неиселување дислокација. Така го потпиша, тоа беше услов да го потпиша. И после сега да скратам за ова, значи, дојдоа 20, за неколку дена од Белград дојдоа 23 генерали со цела екипа, 2 дена и 2 ноќи, 2 ноќи и 3 дена се преговараше у домот на армијата, дел по дел се направи таа програма за предавање на објекти, тоа беше огромен имот, огромен број на објекти и беше предвидено од 10 март да почне примопредавањето на објектите. Ние се подготвуваме на 9 март, пошто тоа беше и прашањето. Се јавува човекот, не беше главниот, од Сојузот секретар за народна одбрана и ми вели министерот за одбрана, она вика да ви кажа, вие немате армија, границата се турбулентни, она ние имаме тамо војска и предлагаме границите, другото вика објекти ќе ги земат, ама границата останува Југословенската армија да ги чува. Истото ми го пренесе последен саат командантот на Третата воена област. И добро, ние тоа што стане една забава, пошто там се подготвуваме да се случи тоа на 10. Го известих председателот, разговаравме подолго, го известих премиерот и оставивме за утре сабале да се договориме дефинитивно. И знам тоа, таа ноќ исто, цела ноќ ја преседевме на работа, анализиравме со сите што може да се случи. Добивме исто таа информација дека е минирана бензинската пумпа и дека доколку ја одам тамо да го пријам објектот, ќе се случи инцидент и така натаму. Ама немаше избор. Ако тогаш ние прифатевме, тоа значи договорот се анулира, оти беа они лутни, бидејќи го објавивме договорот. Да, објавен. Ифрит беа тоа. Значи, они до последно се обедувале да го задржат некаков суверенитет на оваа територија. Да останат, да останат присутни. Понако остане тие чува границата, каква независна држава. Да. Ти немаш суверенитет врз својата територија. Да. И на 10 сабале, сепак председателот некаде дојде ке 9-9:30, од тоа време доаѓаше на работа 9:30. Јас го чекав, некој му рекол, он вика, одлуката каква е? Викам, одам. Што ќе биде ако не одиш? Ќе биде тоа. Вика, никако, тоа не смееме да стопираме. Имам информација дека е демолиран објектот. Ќе молчиме, само да кажеме исто на телевизија, имаше од Македонска радиотелевизија, на телевизија да кажеме дека почнува примопредавањето. Тоа е клучот. Да. Внатре, истрошено, извадено, ова, и добро. Меѓутоа, ови од безбедноста, што воената безбедност тогашнјува, ме замолија 1 саат покасно да отидам, за да се одбегне таа критиот и 10 е закажано, а има најава за минирање и тоа да отидам малку покасно. И они веројатно да видат што... Да проверат. Како да, и јас одидов во 11 часот. А претходниот ден, кога ми дадоа оваа задача да останат они, јас кој кажав дека ние утре го примаме објектот, ујавив на тој генерал Мојсиловиќ кој беше одговорен, и они одлетаа со хеликоптер на место за Крива Паланка, одлетаа во Ниш. Значи Мојсиловиќ и генерал Тарсовски. Пази. И од таму дојдоа во 10 часот, дошле со хеликоптер во Крива Паланка, се исконсултирале, тоа е нивна работа, бидејќи веќе во Ниш и они преселуваше командата на Третата воена област. И, значи, дојдоа таму и сега они беа бесни. Јас кога влегов внатре,
А тамо комисијата беше еден полковник Биковски се викаше, тој беше на комисијата, провериле објектот, ово она, треба записник дека е предаден објектот, ама он неќе да го направат бидејќи објектот е целиот руиниран. И ми покажува вамо тамо. Сега ли јас го имам ставот дека мораме да премолчиме за да можеме да го почнеме Да почне процесот, да. Да нема назад. Да. Оти они тоа го бара. Они бара ние да се откажеме. Толку требаш. Да. И добро, сепак дека не ни беше едноставно. Викаат многу луѓе дали ве беше страх, како нема да те биде страх кога ти вели одвојува на 100 километра, гинат луѓе и ова. Тоа е луда работа. Да, тие беа практично во војната. Беа во војна, да, и многу реагираа многу нервозно. И добро, и најшто ми има погодено, добив Совски пред нашата комисија, која беше 10 луѓе, тој полковникот рече: министре, јас не дозволувам да се подпишува тоа, напуштаме, овие не заслужуваат, како може они да псуваат министер. А беше тезата како сум ја дозволил како цивил 2 генерали на ЈНА да чекаат 1 час. И мајката ми ја псува. Но таму сте и двајцата, на глас, пред сите. Назад немаше. И добро, ајде смирете, ставете на хартија, ваво таму они се збркаа ово она и они кажуваат однесени машини за перење, однесени утикачи, однесени не знам што, кујната ја нема, ова нема све. Кај ставете све што треба, тоа ќе го разговараме на друго ниво и така. И сега ги кажувам вака, јас ќе потпишам таков договор, ама нема да спомнеш овој Мојсиловиќ што беше оти, он па ќе одговара, знаеш што ти. Јас мислев дека немаше наредба од овие од врвот да се демолираат објекти. Тоа го правеа дури и наши луѓе. Само иницијативно. Само иницијативно. Знаете како тоа беше? Од бес едноставно, така. Од бес, да направи штета. Напушта, командантот беше Како мислите тоа го правеле и наши луѓе? и наши луѓе, да. И наши луѓе почетокот отидоа со А тие што отидоа за Белград? да. И Не останаа сите тука, не да. остана, тука после се вратија. Да. Кога видоа по парата каква е, се вратија, ама тоа е тоа, тоа е човечки, не може да го измениш. И јас реков да потпишуваме, ама сега имам еден услов, пошто вие ме уценивте да потпишем дека е се уред, а не уред. Тогаш ќе дадеме изјави, јас и тој генералот Мојсиловиќ, кој е одговорен за примопредавањето, ќе дадеме изјава за македонската телевизија. Он нема телевизија, нема подпис му велам. Добро. Он сигурно он добил задача да се заврши, оти они беа свесни дека и тоа не иде у прилог, тоа раскршено, тоа ќе го у јавноста ќе го имаше и тогаш и емисии за тоа и така. И сега тој немаше каде да оди, потпишавме, ја давам изјава, денеска е добар ден, направено договор, Григоров Аџич се почитува, комисиите почнаа, нашата комисија го она се завршивме и он даде изјава дека е тоа така. Завршуваме, излегуваме и овој ми вика Мојсиловиќ, вика што е, вика тоа е блефирање, вика кажавме, ама ти немаш војска, како утре ќе презимаш границата? И ја му реков, сега сите по мене, ќе видите дали немам војска. А јас дадов наредба, одnosno налог, нели, у тоа време на територијалците, да формираат една единица и тоа се направи во дворот на гимназијата. Значи, наредбата беше тамо кај 12 да се построи една единица, 40-50 луѓе, не сеќавам колку беа. Ама они пак велат, вие немате војска, тоа е брука, тоа е ово, она и така натаму. И јас одам со нашата кола со која бев, они по мене и стигнавме кај гимназијата. Ама што се случува тамо? Луѓето у Крива Паланка, затоа ги многу почитувам, тие направија се за неколку време собра, луѓе ги облекува, уште ги облекуваа, дотеруваа, ама ги дотераа. И јас видов построена единица од 40 на луѓе. И јас излегувам, радосен да ви кажам за тоа, излегувам од колата и сега тоа беше и моје, да речем, не искуство, вака, пребор човек да си признае, не ги знаеш тие церемонии. И сега по нивното јас сум требало да ги почекам генералите да дојдат, па тие да излезат пред нив, па не знам ово, она. Јас и отидов кај тие од Тео, ги знаев луѓето, ги честитав, ово, она. И кога се вратив назад, овие двајцата ги нема. Генералите избегаа. Затоа што тоа не се уклопуваше во нивниот наратив. Они мислеа дека се уште ние немаме војска. И они побегнаа. По планот беше другиот ден на 11 знамето да се крене, отидоа луѓето од Крива Паланка на ДБ Бајер,
го дигна нашето знаме и така почна примопредавањето. Тоа е прв пат македонско знаме на 11 март 1992 на Каилата равна нива на Деве Бајр да се постави македонско државно знаме. Тогаш се дига првото, старото знаме, она сонцето. Старото, да, уште беше старото знаме. За моје време единица и првата единица што се формира во касарната Илинден, значи таа што така поголемо, покрупно знаме, тоа е македонското старото. Првото знаме, да, првото знаме. Значи и сега тоа траеше наредните 10 дена, ова ви кажав, значи проблеми со објектите, така на 27 значи март. Професоре, сите објекти ги демолираа тогаш? Најголем дел. Са, имаше во договорот 30%. И нормално не беше оставено ништо, нели? Имаше оставено и ние не сме правични за некои работи. Имаше оставено нешто, што имаше оставено? 30% од опремата за гранично обезбедување со резерви на храна, она беше оставено. Беше оставено и ние затоа нашите единици почнаа веднаш да функционираат. Сега тенкови не оставија, ама сега у тоа време нас не советува и ти од надвор дека пуштате оружјето, немој да направите некоја бела, подобро е нека носат оружје у секое време. Постоја тогаш критики за тој план баш во тој поглед. Зошто е целото оружје за кое и македонските граѓани издвојувале за него и го плаќале, зошто сето тоа е допуштено? Па се пресметува и пари, колку пари се тоа, колку милиарди се така натаму. Се е тоа така, и јас тоа втор пат го изјавам. Јас го и за македонска телевизија еднаш дадов една таква изјава. Ние не смееме да бидеме наивни и ние плативме цена. И Македонија плати. Македонија да не почне да војува, да го затвориме јужниот фронт, што сакаше да се отвори, за да можеме под некакви мирни услови да формираме армија и да профункционираме како независна држава, бидејќи тоа беше еден од условите. Ние ако не ја формиравме армијата и ако не ја иселевме ЈН од Македонија, меѓународната заедница нас не третираше територија, нити Обединените нации ќе дојдеа, нити ќе дојдеа некои други работи. Тоа беше апсолутно, и морам да ви кажам датумот кој беше. Ние до 10 мај моравме да имаме регуларна војска, они па територијалната одбрана не ја признаваа. И затоа ние брзавме, значи почнаа регрутациите во Охрид, Битола, Штип и Скопје. Примивме регрути, се обучија да една побрзи, како се вика тоа, брзи курсеви, и затоа ние официјално во Скопје 9 мај, кај што председател на државата одржа свечен говор, војниците положија свечена обврска, а пред тоа се одржа во Охрид, кај што јас исто држав говор, се одржа во Штип, кај што исто така јас зборував на тоа свечена церемонија, и во Битола, кај што зборуваше председател на собранието Стојан Андов. Значи, ние сите четворицата имаме присуствувано на тие собери, и веќе на 10 март се отпишуваше Југославија од регистарот на држави во Обединетите нации, и затоа ние, за да не сме територија, мораше да имаме гарант на нашиот територијален интегритет и суверенитет, а тоа беше формирање на собствена армија. Да, добро, ајде вака, два сегменти спомнавме, но по еден одговор за нив. Значи, првиот сегмент е барањата внатре во Македонија, сепак ЈНА да се блокира, да се задржи, да се нападнат единиците на ЈНА. Вие го спомнавте идеите за формирање на Македонска национална гарда, сето тоа е у тој склоп на идеи, но имаше ли тогаш и директни притисоци врз вас и врз раководството тогаш да се направи тоа? Да, јас и за тоа прашање одбегнував, бидејќи го сметам и тоа една македонска сага. Значи, во тој период се разви една теза во Македонија дека без пролевање на крв нема држава, дека мора Македонија да направи инцидент, некој конвој да го минираме и така натаму, и јас го спомнувам тоа. Значи, една група пратеници, неколку десетина луѓе, начело со подпредседателот тогаше на собранието. Кој беше подпредседател на собранието? Се знае кој беше, да, човекот е од Куманово. И тогаш, значи буквално еден период овие од трета команда ме задржуваа вака буквално кажано некпад по 24 часа внатре без никаква комуникација. Тогаш моите луѓе, пратеници, во еден ходник во собранието и бара да дадам наредба. Имаше конвој тогаш од Битола, одеа за Скопје, од Прилеп одеа, и знаете, веле Скопје некаде или на било каде
Има оди нивни луѓе, има територијалци, ќе собереме 100 луѓе, ќе удариме на ова и така. И тогаш се бараше, нели, значи ние да отвориме војна и јас се спротивставував на тоа, бидејќи знаев дека они тоа го и чекаат да има инцидент таков, да има загинати. Ако имаше загинати еден војник на ЈНА во Македонија, во тој период од наши сили, дали од МВР или од територијалната одбрана, Македонија ќе беше во војна. Тоа беше апсолутно тоа. Кога дојде, како се вика, после Кукањас дојде Николу Зелац. Тој беше многу коректен генерал, јас со него имав средби скоро секој ден и тој ми подкажуваше некои работи што се случуваат и тој стално викаше, него чепкајте, има план разработен, за 4 до 6 сати Македонија ставаме под воена управа доколку има инцидент према нашите припадници. Како ќе дајате вие таква наредба? И јас одбив да дадам таква наредба, дури се послужив и со една, така да речем, ми текме во тој момент велам во Ретија, да формираме сега единица, бидејќи армија немаме, да формираме единица и да почнеме од мене и од вас. Прво ќе ставиме нашите деца таму, бидејќи проценката, они викаат па 100 луѓе, 150, ја не знам од кај беше таа процена, ќе загине 100-150 луѓе во Македонија, ќе поднесе Македонија. Така мислеа. Така мислеа и ќе дозволат како у Хрватска да бидеме независна држава. Тоа беше тезата. Среќа тоа не се случи, јас не го дозволив, бидејќи има една многу убава работа во армијата. Тоа нели, не знам од кој од овие теоретичари велеше дека војната не е толку едноставна работа да ја водат генералите. И затоа има една одредба дека ако се употребува сила, значи дали во полиција или во војска, мора да одобри министерот, кој е цивилно лице. Значи не може инцидентно да даде воен командант да даде, освен ако не е, не дај Боже, војна, па у неговата зона на одговорност. Добро, така да, знаеме дека според Клаузевиц војната е продолжение на политиката, со други средства. Со други средства, да. Така да, апсолутно сте во право. Така... другата компонента, професоре, во однос на албанската фактор, исто така, да. Како се спречи па формирање на таа албанска национална армија, прогласување на Илирида и сето тоа? Јас преска нешто кажав, ние имавме притисок тогаш од не од толку од партијата за ПДП на оба, значи на господинот Абдурахман Алити, повторно го спомнувам, бидејќи тој играше исклучително позитивна улога и тој многу придонесе да се смират работиве, но попосле се вклучија и неколку пратеници во тој период, да не некој изгрешам, беа 5-6 души, со кои исто така имаме секојдневна комуникација и најпрво со нив работевме да створиме една клима, албанското население да свати дека оваа армија ќе биде македонска, дека нема да се вметнува да влегува во сојузи со други држави, нема да испраќаат наши луѓе таму и најважното, имаше еден список на барања кои се условите кои ќе ги понудиме на албанското население, бидејќи сепак тоа се со друга верска исповед, нели? Не се христијани, значи они се муслимани. Тоа е легално и дали можеме тоа. И ние тогаш, види, јас правев позицијата на професор, да ви кажам, ми беше многу битна. Ние имаме многу друг поглед на некои работи. Значи, ако разговараш некој од генералите, тоа одма вика, ја кој испомнав дека храната ќе ја прилагодиме. Што е тоа проблем? Например, да има јадење едно кое ќе биде за време на пости, ќе биде посто јадење. Што е проблемот секој пат на место да има свинско месо, да има пилешко и телешко, да може човекот да избере? Бидејќи така не беше во ЈНА. Во ЈНА тоа не беше така. Ние бевме, ЈНА беше друга ситуација. Ние бевме, значи јас пак... Они сега го наследуваат тој систем и... Ние формиравме армија која мораше да го преслика колоритот на населението во Македонија, ако сакаме да имаме поддршка поширока. Ние тие работи ги дозволив, јас една само друга работа не ја дозволив, него тоа веќе ке нас ке предизвикаше поголеми проблеми. Они по примерот одеа тие луѓе, знаете, по Швајцарија, по западните земји и имаше совети ова, ни бараше верски објекти за нивните верски чувства, да има објекти во армијата да направиме во касарните. За тоа, ако го направиш за нив, треба да правиш и за другите и третите. И се договоривме
за празници, верски, за ова зона, да имаат, луѓето добиваат 2-3 дена, што е Слободни тоа за денови. ова. И така се договоривме, и така ние ја амортизиравме целата ова работа. Остана само едно прашање, кое што јас не можев да го дозволам. И јас мислам дека тоа беше, да речам, едно прашање кое влијаше негативно за мене натаму, за мојата кариера, нели, во тоа. Имено, не Абдурахман Алити, но имаше друга партија, Невзат се викаше господинот што водеше таа партија, не знам како се викаше, беше со бела коса, така се ја се сеќавам. Невзат Сулейман или беше или така некако јас не се сеќавам, да. Да, тие беа малку и после се Порадикални. Порадикални, Да, знаете тоа оружјето после што се откри таму и така натаму. Тој секретарот како се викаше, значи така да таа беше порадикална. И да речеме тој на председателот без моје присуство, кај председателот бил и разговарал да се они смират за некои работи, ама ние за две работи, командирите на карулите, значи со граничат со Албанија и со Косово да бидат албанци, задолжително. И второ беше, сега ова беше најкомплицирано, јас консултирав повеќе генерали од постарите генерации, рекол тоа е недозволиво, тоа не смее никој да го дозволи, беше патролите на армијата што ќе патролираат на таа граница да одат невооружани. А ние имаме многу инциденти. Ние имаме месечно по 2000 инциденти на границата. Да, на албанската граница тогаш беше најнемирна, да. Да. И сега замислете да пратите вие млади луѓе, сте ги викнале од дома на 19-20 години да ги пуштите и таму имаш у шумата се појавува некој бере дрва или нешто, да ми извините, краде или ова, ама носи некој оружје од кинеско и не знам, ама дотепа човек, таму не се случува. Во тој период имаше вооружени инциденти Имаше, константно, како не, да, како на албанската граница. Како не? Во Горна Белица јас лично бев кога имаше еден инцидент, за малку ќе настрада баш од такви од ова и јас тоа не го дозволив. За ова реков не без разлика и албанец да е, и македонец да е, и турчин да е, и било кој да е. Значи правилата на службата наметаат дека кога иде на службена тој патролата е службена задача, борбена задача полу ако може да се каже, тој мора да има сите опреми што може да се заштити човекот. Сега, се случи, јас го одбив тоа како барање, бев повикан кај председателот и кога одидов тој беше кај председателот. Тој беше уште со 20 луѓе и одиме тамо и тој вели овој министерот неќе да разговара со мене. Со сите вика разговара, со мене не разговара. Јас му реков дека не е тоа точно, повелете за било кој прашање и така натаму и рече ние се договоривме, председател мене ми рече, ние се нешто договоривме да си легнат работите, еве, министре, видете кој термин, видете си ово, оно и така. И завршува состанокот, не ми кажаа што е договорот, завршува состанокот и јас се вратив во министерството, човекот си отиде и другиот ден се јавува по телефон и рече, јас ве чекам во Тетово. Председателот вчера договоривме, ве чекам во Тетово, јас реков, извинете, јас сум министер за одбрана, ве почитувам, вие сте председател на партија, но повелете, мојот кабинет е во Скопје кога сакате, само јавете се да бидам тука да разговараме. И тој пак беше кажал дека ја не го примим и така рато, но се сретнавме со човекот. И ова му го кажав што денеска го кажувам дека се можам да направам, али да праќам човек на ноќно патролирање, пази на граница кај што имаме секој ден инциденти и тоа вооружени инциденти. И он доди со голи раце, буквално кажан. Он да носил пушка, ама да нема муниција. И јас тоа не го дозволив и после тоа се оцени како, не знам, дека не е коректен са со други, дека сум форсирал другата партија и не знам, ја не се мешам во партија. Ја затоа и не останав за министр, бидејќи требаше да потпишам дека сум член на партија да останам од кога падна владата на Крусев и ја затоа и од СДСМ тогаш бараше тамо, они го имаше добиено како ресор. И ми нудеа луѓето да потпишат, реков не, може еден ден потоа, ама сега... После беше владата на Бранко Црвенковски. Да. Добро, ајде малку да преминеме веќе на следна фаза, но тука има уште два моменти кои се поврзани. Еден е дека северната граница на Македонија се уште остана недефинирана во тој поглед, што на некој начин влијаеше врз територијалниот суверенитет на државата. Тама имаше нели мисија на Обединетите нации.
Тоа е еден момент. А втор, не го спомнавме воопшто, вие спомнавте за едно влијание од Бугарија која е постоело за формирање на некакви единици и за напади на тогашната JNA. Не ја спомнавме воопшто аферата Синат птица во тој еден период. Да. Таа афера исто така беше поврзана со тоа едно, да речеме, бугарско влијание. Да, тоа е точно. Тоа е многу интересна работа. Тоа е сепак таа цела операција е класифицирана и јас некои детали ги изнесов. Да, она што може да се каже. Па не се разјаснети, немате аргументи за многу работи. Иначе прво јас бев информиран од начелникот на генералштабот и од човекот, тој Ристо се викаше, за војната безбедност, што одговараше дека се организира некоја средба, она и така натаму. Вториот ден повторно дојдоа, потврдено е се тоа, дека е многу сериозна работа, има луѓе од некои задирнични комитети, дека има од странска служба, од источниот сосед и така натаму. И рекоа дека тој ќе се одржи у Македонија, локацијата не е јасна, што да правиме, дали да го покриеме настанот, и точно е дека јас реков, кој би функционер државен, рекол тоа оставете го, тоа се сериозни работи. И тоа беше најавено дека сака се формира некоја паравојна формација која што ќе парира на ова што се случуваше во Западна Македонија. Но се случија чудни работи. Испадна, и тоа беше под најстрога доверливо, без ово и така натаму, но испадна после 2 дена, излезе во јавноста дека тамо е снимано, направено, наш полковник главен тамо од ова без согласност и тоа, и плюс тамо е исто помошник на министерот за внатрешни работи, одговорен за државната безбедност. Значи тоа се двајца луѓе кои беа од нас задолжени или не знам како, и тие го следеле тој настан, го документирале не знам како, и кога се објави таа работа, хитно побара, председателот не побара извештај, но председателот на владата беше многу вознемирен. Јас го информирав него доколку ова, и председателот рече дека под хитна информација кратка за на влада, се врати во владата, почнаме да правиме некаква информација. Меѓутоа, тоа е невозможно да се направи без да знае врховниот командант, да пратите вие полковник да спроведува таква работа без... Што правил полковникот таму, на тој состанок? Не знам. Полковникот и овој подсекретарот за државна безбедност, што правил? Која била нивната улога? Само ќе ви кажам дека после тоа, кога се формираше Агенцијата за разузнавање, тој беше еден од главните луѓе кои ја составуваше и ги прибираше кадрите. Толку можам да кажем. А овој другиот, исто така, после, не знам, тој мислам дека и веќе не починати и така натаму, но има впечаток дека, не можем тоа да го тврдам, дека тоа е у некаква режија, ама и сознаење на некои од нашите служби. И што се случи, што е многу чудно, ние кога да ја направиме информацијата и одиме на седница на влада затворена за тоа, тамо ни поделя информација друга од МВР. А акцијата беше за создавање на македонска армија и беше, мене им беше реферирано дека тоа треба нашите од армијата и така натаму да видат што е како, ама не да одат на такво ниво. Тоа не е... И стана една непријатна ситуација, ние една информација, тие друга, и пошто одбраната се уште малку повеќе во јавноста не истапуваше, ние како да не сакавме во јавноста да одиме, меѓутоа МВР пласира таа во јавноста, се испостави дека има разни врски во тоа, и ден денеска мен не ми е јасно дали министерот за внатрешни знаеше, мислам дека и онако не знаел, тоа е голем проблем. Премиерот да не знае, тоа е голем проблем, и да не знае председателот. Јас како што ја интерпретирам таа афера, или како што ја интерпретира некои, вие значи може да потврдите, да не потврдите, тоа е ваше, е дека тој состанок бил одржан со некакви представници од бугарската служба, каде што бугарската служба требало да помогне во тој процес за создавање на тие некакви паравојни единици, и дека во тоа учествувале и наши представници,
И тоа И дека тоа потоа бидејќи се открило и бидејќи било така, на некој начин се заташкало. И тоа требаше да биде таа македонска национална гарда, една национална во која нема да има од другите националности. И натаму што да ви кажам? А не ги знаеме политичките мотиви, бидејќи доколку Бугарија се решила да ви помогне, веројатно постоеле и некакви тука политички мотиви за таа акција. Апсолутно. Дека тоа не е случајно направено. Тоа беше поддржано кај нас од прилично високи партиски кругови. Да. Затоа и тоа така се одвиваше понатаму. Иначе тоа е фактички ударот да не се тоа идеше дури, иако тоа не можам да го потврдам, многу интересно, тоа идеше дури на водата на ова што се случуваше од сојузните органи да не формираме армија. Ке нас целата битка се водеше Македонија да не формира армија. Ако не формира армија, а вие го спомнавте, и имаме непризнаена граница меѓународно одбележена на североистокот, на северозападот, значи Косово, Србија, значи ние не можеме да профункционираме како држава, независна. И во меѓувреме создавате паравојни формации во државата. Да. Ја буткате на некој начин државата и во граѓанска војна и едноставно нема држава, нема територија, нема држава. И тогаш излезе од еден наш, така да речем, угледен човек, сега да ја парафразирам дека, значи, ако така се случи, тогаш една наша партија ќе владее наредните 100 години во Македонија. Да. Веројатно вие сте сретнале така. Да, се сеќавам на изјавата, да. Ето. Добро, се е врзано така. Се е врзано, да. Тука се навраќаме и на последните зборови на генерал Апостолски, кој што ви ги кажал. Значи, чувајте на соседите. Дека значи имавме една оска север-југ, каде што веќе спомнавте дека се работело на поделба. Сега друга која исто така терала на своја воденица. Значи, постоеле некакви планови тука за делење на државата, Апсолутно. Се работело на тоа. Професоре, кога се случува атентатот на Глегоров, вие веќе не сте на функција, не знам дали сте биле во контакт со претседателот. Има многу тези околу тоа, нема да навлегуваме премногу сега во детали, нели знае јавноста дека тоа се уште не е решено, немаме одговори на прашањето. Нема да одговори и актери кои биле директно вклучени во тоа, но имате ли вие некаква ваша, да речеме, размислување околу тоа? Бидејќи ден пред тоа беше кај Милошевиќ, па најмногу се поврзува со таа посета некако, но имаме и други конекции кои се истражуваа, и бугарската врска, и чешката врска со така наречена чешко-албанска врска и така натаму. Имате ли вие ваша некоја теза? Гледайте, прво сакам да бидам многу јасен дека станува работа за многу сериозен случај за Македонија. Ние тек тогаш, ако се сеќавате, тоа беше врзано и со времената спогодба со Грција, нашето отварање на патот кон Обединетите нации, тоа веќе одеше кон зацврстување на позициите на Македонија на меѓународен план, бидејќи ние во принцип после Лисабонската декларација од јули 1992 нас ни беше укинато името, мислам ни беше кажано дека може да бидете и во Европска унија и било каде и да ве признаеме, ама без употреба на именката Македонија. А ние без тоа фактички тоа значеше наше обезличување. Тоа е многу касно и после уставот и законот и армијата и така натаму. Но работите одеа, претседател Глигоров беше многу значајна фигура. Веројатно имало повеќе интереси тоа. Вие знаете дека таквите случувања, атентати на претседатели обично досега никаде скоро не имаат завршници или никој. Да, многу остануваат нерешени. Едноставно. Најмногу баш гледав некој податок, над 98%. Само еден-два случаи кај што Ептен го знаат атентаторот, другото не. И затоа би се оградило од некои, да речам, оценки, тоа има, затоа се води истрагата, е отворена се уште, има многу нагаѓања, имаше многу дискусии. Јас само една работа ќе кажам, која што не сум ја спомнал никој пат досега. Значи, во еден разговор, значи, тоа е некаде пред претседателот Глигоров да дојде во Македонија, со генералот Апостолски, ама тоа е се приватни разговори дома, не сакам да се сватат погрешно. Од дека издавам некои работи кои се сепак лични разговори. Меѓутоа, и Михајло Апостолски во тој период не му даваше една
како ти кажам, еден совет, малку добрне внимание на својата безбедност и така натаму. И тој многу интересно го поврзуваше со белградски, го поврзуваше со времето на комунизмот, кога нели тоа е некаде 45-6 година Глигоров оди во Белград и оди со еден затворен плик кој го предава у Белград и он долго време чека да биде распореден. Значи он од македонското раководство тогаш, знаете, тие неколку луѓе се тргнати од Македонија. И тој фактички станувал кај Апостолски во Белград у почетната фаза, уште кога немал функција, тоа трајало неколку месеци, не било тоа така кратко. И Апостолски вели, Апостолски тогаш е многу на висока позиција, тој дури у првата фаза е начелник на генералштабот на тогашната југословенска армија, тоа е многу висока позиција во тоа време. Има авторитет, еден од најшколуваните офицери со генерал-штабна академија пред војната и така натаму. И он се разговарал во целата таа филозофија, он доаѓа у Македонија од Словенија. Он бил прекомандуван, кога завршил висока војна, тај генерал-штабна академија за генерал, добива чин мајор и оди на служба во Словенија. И кога дискутирале околу тие некои веројатно приватни муабети, како ја што ги така позаслушав, Апостолски земал обврска сепак да поразговара, иако, да речеме, Глигоров не сакал, он многу бил принципиелен, чекал тоа да се таа работа да се разреши како што треба. Но бидејќи он у Словенија познавал повеќе луѓе од Словенија кадри, го познавал Борис Кидрич. И му се јавил на Борис Кидрич и му рекол дека јас имам еден многу добар економист да ти понудам. И он му рекол генерале, знаете, словенците били тогаш многу напредни по однос на кадрите некако кај нас. И он успева да стапи во контакт со него на база на предлогот на ова и он таму прво е како службеник, потоа како помошник, како заменик на тоа завод за планирање и он тогаш веќе гледа дека е исклучително добар кадар и веќе после 50-те години ќе се разлабаваат веројатно некои односи и он станува на повисоки функции, но старата генерација од времето на Конишевски или не знам кој, веќе и она губи позициите тука и неговите комуникации стануваат поприлично комотни и така натаму. И он не му велеше вака. Ти сега се враќаш, гледам, сам се шеташ и одиш. Значи, службите и тие затворените плици во кои ние не знаеме што пишувало, верувај дека тајните служби не ги имаат фрлено, ги имаат кај себе. И сега со Македонија, кога ќе почнеме да работиме, сметај дека тие некој ќе ги погледне и ако му се ставиш на патот на некој, дека може да заврши тоа непријатно. Значи, тоа лично го... Меѓутоа, јас колку можеш да заклучам, Глигоров како да не му даваше така да некоја позадина има многу далечна, подалечна. Да. Тоа која ние не ја знаеме. Да. И така останува. Се само сакам уште една работа. Види, ние што како Македонија имаме проблем. Тој нашиот синдром е познат. Ние не истражуваме, не почитуваме наши личности. Ние имаме, значи, двајца преседатели со атентат сега најновата наша историја. Значи, председател Трајковски замина од таа катастрофа. Председател Глигоров преживеа, меѓутоа имаше последици човекот и така натаму. Добро, за Трајковски не знаеме дали е атентат. Да. Значи, сакам да ви кажам, нерасветлени се. Значи, веќе у многу муабети, јас имам една многу интересна информација, но да ги оставиме сега тие работи. Зошто тие што го навеле авионот тамо кај што летал, ги нема после 2 сати. Не може да биде тоа техничка грешка. Значи, но нека службите тоа ќе си работат и тоа, но гледајте, општеството мора да врши притисок и на органите на службите да ги расветлуваат тие работи заради нашата национална меморија. Ние имаме изгубено
поглавар на Македонска православна црква, за кој што јас колку што имав порано, кога комуницирав со еден добар дел од нашите великодостојственици, тие велат дека за него не е ни правено истрага. Како може поглавар на Македонската црква, кога ние сме се бореле, нели, за осамостојување, нели, се сеќавате, таа борба почнува веднаш по војната за автокефалноста на нас. Значи, таа релација не е истражена и таа е поврзана со нашето осамостојување и така натаму. Нас не загинува генералот Васко Каранѓелевски. Тој е еден од нашите многу, да речам, блескави личности и од војната, ами повоен генерал. Тој беше многу напреден генерал и за него истрагата не е завршена. Значи, тој кога оди наводно на лов, негов аѓутант е Стефан Лазарески, тој е полковник, стана после, јас со него се лично знам и од ова. Него му речено да остане у Велес и командант на трета воена област оди сам со ова да лови од ова. Кај го има? Значи, генерал у тоа време, со таква позиција. И тоа е неразчистено. Има еден полковник, за кој ја не успеав да дојдам до него од Кавадарција, кој исто така сакал да дојде на некој одбележување у Македонија. Тој бил многу напреден во воздухопловството, бил и пилот и бил многу напреден. Ние имавме уште двајца луѓе во воздухопловството од Македонија, генерали кои беа многу напредни. И тој не сакале да го пуштат у Македонија, нели, да дојде. Меѓутоа, во последен момент, дали он одлучил сам или како е, не знам, му викаат, земи еден авион, оди тамо, и тој човекот полетува дали од Новосадски аеродром или од Белградски, не знам, и тој после неколку километри летање, авионот паѓа, се предпоставува после од разни приказни дека авионот бил однапред. Му е било подметнато, бидејќи тој бил многу напреден офицер и тој е тргнат. Да не зборувам дека многу наши офицери не се унапредували. Например, Тоша Атанасовски 17 години бил учин подполковник. А за разлика од него, темпо станал генерал полковник и со 600 црногорски генерали. Значи, многу работи има кои македонски кадри се министри, имаме исто. Сега да ве прашам, професоре, што е со загинувањето на Јордан Мијалков? Вие тогаш во владата имаше ли за тоа некакви информации или спекулација, да речеме, во она што го знаеме? Да, има една голема спекулација која веројатно и тоа треба и исто одам на таа првата теза, ништо не расветлуваме. Ако има некакви работи, ако се јасни, треба да се кажат зошто, например, и тоа исто така за Македонија една трагедија. Која е логиката? Јас тој ден бев во собрание. Има средба со премиерот. Не знам дали вие знаете да таа информација има. Значи, премиерот не знаеше дека министерот патува за Белград. Тоа е невозможно. Како одел на своја рака? Покомплицирано е. Друго, он не оди кај тој еден генерал на ЈНА, генерал полковник беше, го поканува него да разговара за да даде тенкови на Македонија. За тоа го има информирано председател Глигоров и тој јавно го кажа, затоа ја го спомнувам, да не го спомнеше јас. Значи, председател Глигоров имала информација за тенкови и наводно му рекол како тоа се полиција тенкови, нема логика. Ако е тенкови дава, треба на армија. И тоа е нејасна работа. Значи, третата работа што е најчудна, не ми текнува името на тој генералот. Тој генерал на ЈНА беше министер за внатрешни, се испостави после, барем по моите информации и од кај председателот што беа кажани, таков состанок не постоил во Белград. Што бил наведен да оди таму, ако е така. И понатаму да не зборувам приказните, дали на местото, како, нели имаше многу приказни, јас тоа не го знам и не сакам да идам на... Така да, дури се да било и природно, секаде несреќа може да се случи, тоа нема дискусија, не може тоа да не се истражи. Самиот состанок е чуден, значи се многу неразјаснати мотиви и моменти. Да. Значи јас ова ви го потврдувам за тие две информации, бидејќи тука, значи, премиерот беше и премиерот кога бараше се има и тука една работа дека кога барал он да воспостави врски, затоа ме викнаа да видам што се случува, не знам ова.
он кога патувал врската, пошто колата има врска, вие знаете тоа, има 3 пара на врски, министерот за внатрешни или за одбрана, каде уште покомплицирано, мора да имате врска со вас, имате безживична, имате не знам каква и тоа. Тие били исклучени врските. Може ли возачот да направи по негов налог или министерот че исклучи ги врските? Значи он патувал човекот без да биде без комуникација со нашиви и така. Значи, пак велам, ја не можам да арбитрирам, но Македонија изгуби многу значајни личности за кои не се докрајчува и само се служиме со некакви шпекулации. Јас само ќе ви кажам еден пример. Ние соработуваме долго време со Универзитетот во Софија, како филозофски факултет, бидејќи има една многу интересна работа, дека комуникацијата председател Григоров со Желју Желев, за да не признаат, е направена токму од овде, од филозофскиот факултет, од нашиве луѓе, од Старделов, кој ние сме во неговиот кабинет. Значи, Старделов од филозофското друштво имаше телефон од него и стапиме во контакт и закажавме средба. Таа средба се одржа во Охрид и таа не е у јавноста многу објавена. 2 пати, јас исто посредував, бев на тие средби и тука он прифати да Бугарија да не признае. Значи, така се случуваат некои работи. Значи, ние се служиме, и ова да доказам. И се, пазите, 2 работи ќе спомнам. Они не молеа нас. Имаат за 1850 македонски дејци кои загинале од источната криза па до, не знам, до Прва светска, Втора светска војна, македонци, и тоа водачи на разни крила и така натаму. За сите имаат истражено и за сите имаат у архива материјали и викаат, земете, скопирайте ги, видите, анализирайте си ги. Кај нас може да е пишувано, да речеме, да има бугарски наратив, ама истражете вие. Никој не сакаше од нас тоа да го направи. Исто за Гоце Делчев. На Војната академија постои архива комплет, сите документи тогаш од студентска легитимација до ова дона, мене им беше покажано. Меѓутоа, тој не смее да ви даде да го ископирате. Он би кажа дека некој историчар да дојде, ќе му ги дам да ги погледни ова. Ниеден наш историчар не сакаше да отиде. А да не зборувам, да истражиме во Македонија, да направиме една публикација која што ќе служи, нели, за нашите генерации, за нашите деца да прочитаат дека сме имале угледни министри, сме имале угледни генерали, сме имале угледни председатели, но се тргнати од сцената. Значи, макар и да нема заклучок, да речеме кој е нарачателот, многу е битно кој го нарача тоа, али искусни луѓе кои ќе проценат ситуацијата во која се наоѓа, точно ќе видат на која страна се движат работите. Ова околу председателот што фатија една врска, друга врска, траму врска, тоа може да се смета дека е замајување на трагедија. Да, може да е само нешто што се вади во јавноста за да... Јас само уште една работа ќе ви кажам, и таа исто во кабинетот на Живко Кондев. Ја бев повикан тој ден и бев тамо. Прво германците, а мислам дека и англичаните и французите понудија веднаш помош, но најбрзо стигнаа германците. Рекоа ништо да не се пипа на лице место. Кога дојдоа германците после 3-4 сати, пошто не може така брзо, со нивна опрема, тоа беше тамо тргнато све. И колата и така натаму, и јас само тоа ми остане во памет. Рекоа на него, господине, ние овде немаме работа, се враќаме назад, не распакува опремата. Значи, што в лице место не се истражи како што треба. Сега. Тука е сега прашањето, и тогаш и границите не беа затворени, така да не велам дека наши луѓе се криви, ама значи тоа што не сме постапувале професионално, има наша одговорност. Министар за внатрешни работи беше Љубомир Фршковски тогаш. Па да, беше тој. Тој беше, ама мислам, тој исто беше многу близок со председателот Григоров и не гледам некаков мотив што ние дека... Не мотив, туку ете сите овие постапки околу истрагата, околу... Да, и мен многу не ми се бендиса тие јавни етикетирања на луѓе околу атентатот, например, едното е тоа вие што спомнувате, имаше после исто на, ми се чини беше на Канал 5 изјава дека атентатот
нека ми извинат луѓето, бидејќи јавно кажано тоа го има на само вистина, може да видат дека на едно прашање на друго, дека вели ВМРО го отепа Глигоров. Како можете вие да кажете таква недокажана работа? Така да ние си дозволуваме некој пат да се истрачуваме, што не е добро. Да. Добро, ајде сега пред крајот уште само неколку моменти да поминеме. Вие потоа членувате во Советот за безбедност на повеќе претседатели. Ќе ги поминеме само оние моменти кои на некој начин ја одбележа историјата и беа критични на некој начин. Еден од нив е прво е бомбардирањето на СР Југославија, тогаш 1999 од НАТО, бегалскиот бран, бегалската криза. Интересен ми е овој момент, бидејќи е токму тоа што вас Благој Аџик ви го кажал на оној разговор кој велите дека не сте го препознале, бил во цивилка. Он токму тоа што ви го кажал како закана, всушност тој се случи. Се случи. И за границите исто се случи. И за границите. 2003 некаде границите. Значи така да, тоа е точно. И сега гледајте, јас после малку може би за НАТО да ви кажеме на работа, пошто тоа време, тоа на 18 мај се случи, но се годиме на тоа, значи, кога јас после атентатот на претседателот Глигоров, на моите промоции по други работи сме се сретнували, но јас немав ангажман. Се некаде до 99-та година, 98-99 година, кога заменик министер за надворешни работи стана претседателот Борис Трајковски, а Клюсев Никола стана министер за одбрана, ако се сеќавате. Да. И јас бев замолен од мојот ментор и мојот премиер бивши да што можем да помогнам, бидејќи јас се предавав на Институтот за одбранбени и мировни студии. Имавме чести контакти, дискусии, коментари и така натаму. И така се ја запознав кога почна бегалската криза, значи ние тогаш имавме околу 380.000 бегалци. Тогаш вие ги знаете реакциите на претседателот Глигоров, на претседателот после Трајковски, он прво беше заменик министер, дека треба западните земји да ги однесат и тоа се случи, но истината е тоа, вие што го викате. Значи има една многу брутална вистина, не го оправдувам, тоа што се случи на Косово, тој геноцид, тешко беше на албанците, тоа нема никаква дискусија, јас него тоа поддржувам во ниеден случај, но има една загонетка. Зашто еден од тие 380.000 луѓе не отиде во Албанија? Видите, граничат. Па потоа да дое во Македонија, па некој во Црна Гора да отиде. Исклучиво луѓето беа насочени да дојдат во Македонија. И тоа се поклопува со тезата која што на 13 тоа е 13 февруари, значи вечерта, ноќта, е таа теза дека ќе доведеме албанци, ќе го промениме демографскиот состав на државата, па правите држава, ќе прашав, ќе не молите тогаш да ве прави. Добро, професоре, ова е веќе вклучено и во Меѓународниот суд за правдата во Хаг, како и кривичен процес, значи таму имаат обвинети тогашните српски функционери, тоа е така и генерали, така Павковиќ, за така наречената операција Потковица, така се нарекува. Повеќе генерали се под тоа. И сега ова сакам да кажем. Јас, како член, прво имаше предлог, тој е предлог и на претседателот Глигоров исто бе предложи кај претседателот Трајковски, тој во еден период дека за тие безбедности одбранбени прашања професорот си го види, повика и нема и проблеми, бидејќи тој ги знае сите работи, и така се случи, ама во кабинетот на претседателот, нивната, пошто претседателот Трајковски покојни, он повеќе беше амерички, така мислам, повеќе одеше во Америка, имаше од нив така учено. И јас требаше да бидам советник за национална безбедност како по тој нивниот терк на претседателот. Ама такво место не постоеше. Тој велеше јас со решение ќе те назначам ово, ама викам тоа не е уставна категорија, мен како професор не ми личи тоа и тогаш останав член на Советот за безбедност на Република Македонија и не фати тоа невреме што се вика, кризата цело време бевме во постојани заседанија, се правеа кампови, се работеа, значи цело време Дали идејата на претседателот Глигоров пред да стане Трајковски за тој така наречен коридор
во Македонија биде само коридор каде што бегалците би се насочувале кон Албанија. Дали таа идеја беше, да речеме, инспирирана од овие сознанија дека тој план намерно би се направил од српските тогаш власти за да се дестабилизира Македонија? Па може да се предпостави, не можеш човек да многу работи да ги документира, но сепак веројатно имаше али ова е факт секој човек кој ќе размислува, значи сепак тој е население албанско и така натаму, зошто да не? Не викам да ние не сме примили тоа, никпат не било збор, ама да речеме пропорционално да се товарот да се подели. Тоа не се направи и тоа се заврши како се заврши. Втората работа е многу клучна за мојот ангажман во тој период е фати вооружениот конфликт 2001 година. Јас морам да кажам дека од тие година дена неполно што траеше тоа, мислам дека ние имаме исто како на почетокот, многу непреспани ноќи, состаноци по цели ноќи, кога кај председателот, кога во Министерство за одбрана, клучните битки кои се водеа често пати во Илинден, касарната и така натаму. Тоа е еден многу трагичен период од нашата најнова историја, загина непотребно многу луѓе. Дали можеше да се избегне, јас и денеска мислам дека тоа е значи тогаш да не се умеша и луѓе од надвор и така натаму, тоа немаше така да излезе. Ние имавме комуникација со политичкиот фактор на албанците во Македонија, имавме добро разбирање, меѓутоа тогаш јас и тогаш имам пишувано за тоа дека во принцип тоа беше едно од големите неправди што ги направи меѓународната заедница со тој притисок да внесе луѓе од надвор, да ги постави на значајни функции и еве колку 20 и кусур години начело нели со новоформираната партија, а домашните политички лидери тогашни беа ставени по страна, вклучувајќи спомнав преска и некои имиња. Тие станаа беззначајни и тие што го подпишаа Охридскиот договор, вие знаете, сите беа маргинализирани веднаш, а дојдоа на власт луѓе кои што морам да кажам дека има многу, пошто многу досија знам и така натаму, значи тие за хак се апсолутно, но ете Македонија направи тој чекор за таа, нели, за тоа помилување, значи има неколку 4 месечини 5 случаи кои беа апсолутно прифатени тамо да се расправа. Добро, после во, јако што се сеќавам во владата на Никола Груевски, беше и во собрание донесен законот кога тие хашки случаи се затворија целосно. Да, под притисок беше од надвор. Јас ова го имам разговарано и со Питер Фет и со некои други луѓе, како често председателот имав и такви овластувања да седам на некој состанок нешто да разговарам. Јас оваа теза и ја кажував тогаш дека не е правилно да донесете вие човек од надвор и сега тој да стане доминантен во државата, а баш да пример на како викаат на грб носи толку жртви не само кај нас. Многу жртви има и на албанската страна. Зошто тоа беше извадено, професоре, едно време во бидејќи спомнавте досие, едно досие на Али Ахметиеве, директно ќе кажам. Сте го видели ли тоа досие? Постои ли тоа навистина? Каде што беше тој, значи, соработник како Александар Антич и така натаму. Тој тврдеше дека е фалсификат тоа, дека не е точно. Јас имав еден многу добар разговор со тогашниот амбасадор на Швајцарија и патував со него за Женева еднаш во авион. Тоа што го слушав целата вистина е, но тоа не е моја работа. Судските органи треба да... Тој имаше многу забелешки на други работи, за неговата психофизичка кондицијата и така натаму, дали може да преземе лидерско место и така, ама вика тоа си вие одлучувате, вие си знаете. Они имаат исто дебели досија околу целото тоа негово однесување тамо. Но тоа е тоа. И многу е интересно. И вториот човек што беше на началник Гзимо Стрени, тој беше офицер, офицер беше, да, мислам беше подполковник или мајор у Дебар на територијалната одбрана. Јас со него си имам сретнувано тогаш, кога бе во Министерството за одбрана. Тој едно време го снема и беше во Америка на обуки, не знам на друго место, дојде во Косово, му дадо чин генерал и тој влезе како началник на генерал-штабот на УЧК.
Како е тоа, значи кој го прави тоа? Значи имаше од надвор поддршка на не знам, на една политика и таа водеше кон, ја можам да кажам, да беше, интеграција беше многу добро. Јас имам едно интервју, тогаш дадено дека моделот во Македонија што се проектира, тоа е дадено и на телевизија, имам го почесто, дека ова сега оди кон поделба на општеството. Сакаме посебни школи, посебни ово, оно, наместо од децата од градинка заедно, зашто ако сме ние граѓани на оваа држава, зашто тие поделби? Тие до денес како гледате, нешто загусти во политиката, одмах почнуваат унитарниот карактер, ова, оно, значи, тие кадри така били припремани, вие добро кажавте. Значи, не се од млади воспитувани да прават интеграција, но некоја, значи, друга политика, но ја мислам дека тие веќе периоди веќе не играат. Иако, што вика дјаволот, не ора никој. Да. И уште две работи да спомнам за време на председател Трајковски кои се случија. Тогаш го донесуве ДИКАФ, тој е Женевскиот центар за контрола над вооружени сили. Тој отвори програма, имаше 2 години процес на реформи во безбедносниот сектор, тој би беше мене доверен, јас го водев, ама тука сите учествуваа и председатели, и премиери и така натаму, и тоа беше многу еден добар модел, не се прифати на крајот тој ова, и втората работа е, што го спомнав, Центарот за стратегиски студии, сакам да спомнам, дека таа идеја, без разлика кој како сака да си ја препишува, значи тоа беше идеја на председател Трајковски, а реализирана заедно со мене и со академик Ѓорѓи. Тоа е примано, така, зборуваме, да. Функционира ли уште тој центар? Па функционира, нели, ама ти викам, не сум веќе така активен. Не сте поврзан таму? Па не сум. Добро, сега ќе прескокнеме еден период, иако диен сме немале период без турбуленции, се разбира, да сакате политички, сакате безбедностни и така натаму, но нема да ги анализираме сите сегменти, ќе дојдеме до влегувањето на Македонија во НАТО. Значи, Преспанскиот договор, знаеме како е направен, што е направен, тој, нели, политички дел нема премногу се задржуваме, но влегување во НАТО, доаѓаме до една цел која е зацртана од осамостојувањето на државата, тоа е ставено во Уставот. Знаеме дека со европскиот пат не се реализира како што требаше според Преспанскиот договор, тука веќе има сосема друга приказна, но некако барем со НАТО се заокружи некаква таква една безбедносна тука целина. Да. Видите, ако Македонија во смисла на безбедносно ситуирање направи, да речеме, еден добар исчекор, е тоа влегувањето во НАТО. Околу оваа цела ситуација има многу приказни, јас се спомнам неколку само. Значи, тоа беше една многу смислена работа, значи ништо случајно нема, бидејќи има изјави на многу авторитети кои рекоа дека тоа одлучил некој некаде и кој ќе одлучи, кажа да влеземе и така натаму, но не е тоа така, има многу работа, Македонија многу направи. Првиот заклучок е на 18 мај 1992 година, кога веќе ни кажаа дека Уставот и референдумот без војска не важи ово, ние баравме дополнителна гаранција. Тогаш се направи една широка дводневна расправа, многу луѓе учествуваа, јас имав за две работи да реферирам, тоа е за НАТО и за неутралната позиција на Македонија. Јас за тоа имам една книга објавено. Македонија од... не е тоа важно сега. И тогаш, кога веќе донесоме такви заклучоци, ги информиравме представниците на Соединетите американски држави, тоа беше моја задача, председател отиде во Америка со државниот секретар да му ја представи таа наша идеја. И тогаш ја пратихи ги пак и комуникациите со тој словенецот, со мојот колега, почитуван професор и министер што беше, и тој ми всади кај мене една идеја дека и Америка, и меѓународната политика базира на интереси. Вика, ние на Балканот сме емотивци, вика, таа со емоции неа бива, измислете нешто. И ние, пошто беше набрзо примопредавањето на објектите, ние го примевме полигонот во Криволак. Јас му предложив на председател, дај да вземе ние да направиме една подлога, тоа е огромен објект воен, нам ние тен, значи голем, да го понудиме како влог наш за соработката со Америка, за партнерството и плюс за НАТО.
И тој после 2 дена рече да, подгответе го и тоа го направивме со генералот Митре Асовски и со полковник Никодимовски кој беше на градежната служба. Спомнувам за да знаат луѓето дека тоа е истина. И го направивме, го дадовме на председател и тогаш за прв пат Македонија, значи како прилог за да тргнеме кон НАТО, значи го понудивме тој објект и еве до денеска тој го користи и НАТО, го користи Соединените Америка вложи многу пари таму и тој е сега еден од порепрезентативните објекти во југоисточна Европа. Значи сепак сме имале некаква смисла за некаква долгорочна стратегија да обезбедиме некаков стабилен статус на визија за Македонија. И сега одиме понатаму, значи има еден детај, после тоа нели Советот има заклучоци, а треба да оди веќе институционално владата да изгради став и собранието да донесе одлука. Владата на Клюсев нели после еден месец-два поднесе оставка и не се стигна тамо да се донесе тој заклучок. Имаше различни мислења, имаше неколку министри кои не го прифаќаа тоа. Јас бев тој кој го поддржував тоа до крај. И тоа се случи во декември 93-та по доаѓањето на владата на Бранко Црвенковски. Значи тогаш е донесена одлука во собранието, значи заклучокот е прифатен од владата и доставен до собранието. И во собранието во декември е изгласена декларација за зачленување на Македонија во НАТО. Значи, после тоа, 95-та година го подпишуваме договорот од партнерство за мир, а 99-та година во Вашингтон на самитот Македонија станува членка. Значи, 99-та година веќе официјално стануваме членка на НАТО. И сега, сакам да ја спомнам, 2008 доаѓа, се беше подготвено да не примат, се случи Букурешт, Грција не блокира и стана едно големо разочарување во Македонија. Јас бев замолен и од структури на НАТО, но и од тогашниот председател на нашата влада во Македонија, не од председател на влада, мислам дека беше Груевски. Да. Бев замолен дека професорите ти ја познаваш таа проблематика, еви телевизија и така натаму, да јавноста да ја кажуваме дека не е се завршено. И тогаш јас имав настапи на телевизија и не е важно, но продолжиме со лобирањето за во НАТО. И таква задача добив. За овој период, некаде до приемот, само ќе ви кажам, на Филозофскиот факултет донесовме 12 амбасадори на земји членки на НАТО во Македонија. Држаа предавање на филозофски пред академската заедница, беа на прием во МНР, во влада и така натаму. Значи, амбасадори на Германија, на Шпанија, на Турција, на Холандија и не знам кој да не е забранен, значи 12 амбасадори. Друго, ако се сеќавате, после, значи, тој, што викам, дебакл што го доживеавме, го донесоме шефер во Македонија на Филозофскиот факултет. Значи, прв пат генерален секретар дојде да посети Македонија на Филозофскиот факултет, за да не му замерат политичките структури, прво да дојде во академската заедница. И тука одржа говор на Филозофскиот факултет заедно со мене. После тоа го примија у МНР и така натаму. После тоа, значи, престојав можда 10 пати во НАТО, во разни групи и така натаму, иако тоа во јавноста си, пошто јас не бев официјално ниту министерство ова, но како декан на факултетот и како човек кој ја познава таа проблематика, бев поддржуван од сите официјални лица. Значи, некаде со 3 или 4 министри сум бил на посета во Брисел, у делегација заедно со нив. Бевме на посета на председателот на Швајцарија, бидејќи тие не поддржуваа во реформите, заедно со Бучковски, кога беше, дали премиер или председател, значи премиер кога беше, и во разни други, да не така кажувам повеќе, но се случува една работа кога да дојде од Брисел човек тука, еве и кога беше за приемот во НАТО на, вие знаете дека 27 март е последниот војник ја напушта Македонија, 28 ние имаме цел суверенитет на територијата, ако исклучиме тоа границата што не е обележена. И на 27 са по 28 години од Вашингтон кажаа дека Македонија е членка на НАТО, бидејќи ги исполни сите услови. Сега, во понатамошниот период, значи јас, пошто тогаш, значи, повторно бев именуван за член на Советот за безбедност за време на мандатот на председателот Пендаровски. И тогаш исто така почнаа најголемите активности
за да се забрза приемот и тогаш се случи војното интегрирање кое у Македонија, само имам јас зборувано за тоа, друг не го кажува, ние постигнавме многу добри, ниедна армија од НАТО армиите толку брзо не се уклопи, значи ние сме веќе дел од сите структури на НАТО, ги пребродивме ковид кризата, финансиската криза, економската криза. Знаете, Советот за безбедност тогаш заседаваше многу често, имавме дневни комуникации, така да тој беше исто така еден многу активен период за Македонија и многу значаен, бидејќи тогаш таа втора стратегиска цел, значи или трета, ја остваривме да бидеме примени во НАТО, а втората беше членството во Обединетите нации. Да. Значи знаете тоа дека спогодба, така. Според тоа значи двете остана Европската унија и ете тоа се бориме до ден денеска, никако да ни тргне од рака за тоа да го затвориме како прашање. Немаме уште многу време за тоа, ќе ме молам еве за само ова да го спомнам, извинете сега. Значи, многу е битно, тоа гледам кај нас не се доволно коментира. Значи, Македонија потпиша, иако не сме членка, нели, не сме ова, прва земја, кандидат, потпиша договор за стратешко партнерство со Европската унија во делот на безбедност и одбраната. Тоа значи сега имаме една дополнителна подкрепа по таа линија од Европската заедница и обврска од Европската заедница да помага и плюс имаме со Велика Британија која станува исто прилично важен играч сега. После излегувањето од Европската унија, они станаа веќе главен регионален играч, бидејќи сакаат да си ги вратат позициите. А пред тоа имаме и со Соединетите американски држави. Да, таа е многу важна. Таа е уште најважната таа и така. Професоре, немаме многу време, еве два блиц одговори за крај. Ние како членка на НАТО имаме во моментов заменик генерален секретар на НАТО, значи македонка, Радмила Шекеринска, македонски политичар. Некако како не да не го вреднуваме, туку како да не го користиме премногу тоа како, не знам, како институции, како држава, не знам, не се не спомнува. Па имаше скоро еден случај каде што српскиот претседател Вучик директно ја нападна Шекеринска за изјави дадени таму поврзани со нивните интереси со Косово и така натаму, каде што немаше никаква реакција во државата. Мислите ли дека вие, со децении јасно ви е што значи таа функција, некако не го користиме баш тоа доволно? Многу сте во право. За Македонија, после приемот во НАТО, нема поголема доблес НАТО да ни дозволи втората по значење позиција во НАТО, заменик генерален, она е заменик генерален секретар, да биде човек од Македонија. Не зборувам персонално, зборувам да добиеме таа позиција. Второ, за господја Радмила Шекеринска, можам да кажам дека таа исклучително ги познава добро работите, бидејќи она е еден од министрите, бидејќи вие знаете у министерството најбрзо се менувани министрите за одбрана. Најголеми промени има таму од 5 месеци до 1 година до 2. Она е 5 години беше ми се чини и целото време на тоа преструктурирање и влегувањето на армијата и на другите цивилни структури во НАТО структурите беше за нејзино време. Значи, она многу добро го познава НАТО. Третата работа што сте во право, не го ползуваме, јас имам некои комуникации со врвни луѓе на позиции во армијата, тоа како да не е ниво никаква програма, ако можам да кажам, инаку да речеме јас да одлучувам, има да има програма секој месец, секоја недела кој ден се јави, кој да потпраша. НАТО е еден од најголемите потрошувачи, значи консумент кој добро плаќа. Вие знаете дека за времето фирмите кои работеа за ЈНА беа најдобрите фирми во Македонија и во Југославија. Со НАТО е исто така. Значи можеме да учествуваме во низа набавки ако имаме квалитетно производство, ако имаме стандарди. Мислам дека тоа не се проигрува, не знам зошто. Не ми се бендисува и јас видов дури така некои посаркастични изјави во некои портали и така натаму коментари имаше од луѓето многу непријатни на таа релација, мислам тоа не ни е во прилог. И на крајот пето генералниот секретар каже една реченица која мислам дека секој разумен човек, значи во Македонија треба да ја разбере. Јас не сум чул друг секретар таква работа да каже, а сум се сретнувал со 3 или 4 генерални секретари. Тој буквално рече дека изборот на Шекеринска за мој заменик е моја стратегиска одлука.
Не, он не вика стратегиска одлука заради човекот. Кажува дека Македонија добива стратегиска позиција во НАТО. И тоа го повтори сега на последното. Дека вие сте многу доверлив партнер, дека нашата армија стварно најдобро си ги врши работите во меѓународните мисии, тоа е докажано, тоа не е само моја, тоа е оцена на сите генерали и други авторитети од НАТО и нашите припадници сега дека што отишле ни го обелиле образот. Јас се имам пишувано тоа дека еден текст дека армијата е дипломат од највисок ранг за Македонија. Затоа што ние, нашиот авторитет надвор и за НАТО и за Европската унија, најмногу го постигавме преку меѓународните мисии. Ние немаме нешто поголемо со кое можевме да се представиме нели на светот, како што е Експо или не знам што друго. Значи, во тој поглед заклучувам, тоа е за нас многу добро, може да се исползува, треба да се исползува и би биле наивни ако тоа не го прави. Да. Добро. Професоре, ви благодарам за ова исцрпно интервју, исцрпен разговор. Кажавте, направивме една хронологија од почетоците, кажавме работи кои се познати, но им дадовме и ново светло. Кажавте работи кои не се познати, детали за јавноста, кои ќе бидат интересни. Ќе бидат интересни за јавноста, ќе бидат и интересни за историчарите. Мислам дека направивме добар разговор кој би требало да остане како една хронологија и документаристика за создавањето на македонската држава. Благодарам на вниманието и мислам дека таквите разговори и мислам таквите случувања на кои ние сме биле современици треба да се забележат и треба да останат во некоја меморија, затоа што јас ќе употребам една реченица дека на Македонија, ако анализирате за овие години 35 колку сме независна држава, и другите 50 во Југославија, на Македонија никој пат ништо не им било подарено. Се што Македонија направена, тоа е со добра цена платено, е одработувано со многу напори, со многу труд, тоа го правеле наши луѓе и тоа треба да се почитува. Има впечаток дека многу брзо го забораваме континуитетот, тоа кај сите нации е присутно, затоа што има некои работи кои не можете на друг начин да ги разберете. Значи мора да поразговарате и да се евидентира тоа што луѓето биле таму. Да. Јас сега ќе ви кажам една реченица, има научен собир огромен и из негова наговорница човек и вели како се формираше државата и армијата, вика за армијата е јасна, дошол Аџич од Белград 95 година и кажал, еве, вадете очи и правите армија, јас си одам од вас, чао. Тоа го кажува човек кој е на многу висока позиција во системот. Втора работа, еден човек кој исто е на позиција некој там као државен секретар, овде на Филозофскиот факултет има одбрана на докторска дисертација, јас сум член на таа комисија и кога пауза направивме, сега нормално тоа е свечен чин и човекот е гостин тука и така натаму, тој вели дека благодарение на Трајан Гоцевски и Тито Петковски, не знам од каде него го извади, тие не дозволија денеска ќе имавме македонска еднонационална гарда. Тоа го кажува човек сега после 25 години независност, тоа беше пред 5-6 години. Сакам да ви кажам, некојаш е од незнаење, но некој пат е и со одредени тенденции да се створи некакво мислење јавно. И тоа затоа ние треба, особено вие од медиумите, тоа имате искуство и право да го нотирате, но и луѓето и од академската заедница, па и од државните органи, бидејќи таму има луѓе со искуство, не треба да пропуштаат прилики да ги документираат тие работи. Да. Токму затоа ова интервју. Професоре, ви благодарам уште еднаш. Исто и јас ви благодарам.